Добро вечер, недела 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во нелите 1 час и 41-42 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во вториот дел на интервјуто со Бранко Трајановски. Од 2017 до 2022 година шеф на сите специјални сили на Министерството за внатрешни работи, од 1992 до 2022 година, значи некаде околу 30 години, припадник на посебните единици на Министерството за внатрешни работи. Станавме некаде до Рачиново. Што е најдено во Рачиново? Радуша, Бродец, диво населје, палење на канцеларите на председателот на Република Македонија. Значи сите тие работи, вториот дел на интервјуто со господинот Бранко Трајановски. Пред да почнете да го гледате ова интервју или втори дел на интервјуто, стиснете лайк, стиснете subscribe за благовремено и навреме да ги добивате сите информации поврзани со YouTube каналот Васко Ефтов. Останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер, Бранко Трајановски, втори дел на интервјуто. Добро вечер. Шеф на македонскиот Рамбо, не македонски Рамбо, шеф, знам дека не сакате, меѓутоа чисто за... Не би сакал да се... На тој начин? Не. Значи далеко сме од тоа, далеко сме од 2017 до 2022 година до 2023 година шеф на сите специјални единици во Република. Да, од 17 до 22. Од 92 до 2022 година припадник на посебните, на специјалните единици на полицијата на Република Македонија. Застанавме до Рачиново. Што најдовте во Рачиново? Кога влеговте? Во Рачиново влеговме после 2 дена од повлекувањето. Интересно е да се каже дека утрото кога дојдовме пред Рачиново и требаше да се влезе во селото, со нас беа, со секоја наша екипа имаше по еден припадник на ОПСЕ. Со секоја екипа? Да. Со секои 10-15 луѓе, еден припадник на ОПСЕ. Кога влегувате? Кога влегуваме во селото. И пред да влеземе, побара од ОПСЕ да го оставиме оружјето. А и вие да го оставите оружјето? Да оставиме оружјето и да влеземе, да ни гарантират за наша безбедност. Значи, овие што излегоа може да се уносат оружјето, односно УЧК, а вие што влеговте ко регуларни македонски, да го оставите? Да оставиме долгите цевки од оружјето. И рекол не. Му се и повторно на генералот, вака и вака. Значи, до вчера се пукавме тука, едва и излеговме, сега без оружје да влеземе натре, нема шанси. Нити ја, нити моите луѓе. И повторно натегање, да ме кон гарантира од безбедност, да гарантира за себе, затоа што целиот е во бело облечено и се гледа од авион, дека е ОПСЕ. Ако треба некој да действува, нели? Точно знае кој е ОПСЕ. Не влегуваме така. И добро, имаше натегање, демек да влезете добро, ама да не ги држите пушките во рака, да бидат на грб ставени. Океј, ќе влеземе така. Ставивме пушките на грб, влеговме до првите куќи, извадивме пушките и си тераме така. Претесот. Нема жив човек во Рачиново? Нема никој. Нема никој? Значи нема никој, ние наидуваме на 4-5 луѓе, стари, изнемоштени луѓе, кои што... Не може да го напуштат? Па и не сакале стари луѓе врзани емотивно со домот што го имат и не сака да оди. Се останал тука. Дека трае гранитирањето, ти си у подрум доле. Тука се цело време и тука и беа кога влеговме ние. Го поминавме селото, значи лаборатории, не знам што не имаше утврдувања добри. Поврзани куќи со рушени ѕидови една со друга. Значи брзо префрлување од една позиција на друга. Всушност тоа можеби оставаше впечаток дека се повеќе луѓе затоа што брзо менува позиција. Така, брзо менува позиција, действува од различни точки. Се најде големи залихи на санитетски материјал, се најдоа просториите кај што ги третирале ранетите. Што ги имале? Што ги имале, значи многу имаше крв и остатоци, завои, крвави и така натаму. Се најдоа големи залихи на храна. Зајтин, брашно, шеќер во одредени магазини и некој оружје што не го повлекле старо, некои мини стари, скривени, заглавени, што не им требале. Што не им требале. Да. Храна македонска, американска, косовска? Секаква храна имаше, тоа го гледавме. Зејтин имаше во една просторија, многу зејтин, значи полни подруми со зејтин имаше. Јајца на око правиле сигурно. Да не се суви на око. Добро, сите тие работи, брашно имаше многу, значи тоа укажуваше дека луѓето биле спремни за подолго време да престојуваат. Тие очекувале да бидат блокирани таму во просторот,
и да може да преживеат подолг временски период, да се држат натре, да не попуштат, а да имат храна, намирници. Намерно избрано селото Рачиново, за да може да се во наводници принуди македонската страна да влезе во преговори, мировни преговори. Факт е дека тој период притисокот беше голем врз македонската страна, и медиумски, и она што на терен го доживеавме ние претходно 2-3 дена во Рачиново. Настаните што се случија на Карпалак, на Вејце. Не, Вејце е претходно. Љуботински Бачила горе е тој период. Не, збориме за Рачиново. А за Рачиново, да. Така да притисокот во тој период е секако во една напредна фаза и целта беше токму тоа, да полека се спрема македонската страна да го потпише договорот. Значи вие поминувате веќе кој таму крај на јуни го поминувате цело село Рачиново, да. Гледате што има, наоѓате, гледате има храна, фортификацијски објекти, значи се подотвориле за една подолго трајна обсада, значи тука да бидат натре во селото, 4-5 стари лица само имало. Претежно се, вие не знаете кои се во тој момент изнесените надвор. Тоа ги има документирано меѓународна заедница. Тоа се снимките што ги гледаме. Какво е расположението кај македонската страна, кај припадниците на посебните полициски? Расположението. Многу е тешко во тој момент да имаш трезвено, здраво размислување и резонирање на настани, затоа што многу настани се случија за многу краток временски период. Битоко сте разочарани што не ви дозволиле да се борат, тоа значи дека моралот сепак бил на високо ниво кај македонската страна. Морам да кажам дека моралот цело време беше на многу високо ниво на меѓу припадниците на безбедносните сили на Македонија. Цело време. Соне, Треневски мора да ја прашам. Најдовте нешто шприцови, дрога, пошто нели то се приказните дека користеле недозволени средства, супстанции, тоа им го подигало нивото на агресивност, да може да се издржи така натаму и така натаму. Еве сега на руско-украинскиот фронт ние вадевме некоја афера дека метадон тука од Република Македонија наводно е фатен таму и требало да заврши на руско-украински фронт без сериозни стимуланси, тешко се издржува војни дејства, да вие имате гранатирање, пукање и така натаму. Види, факт е дека Васко дека при секоја војна и при на секој простор кај што има вакви дејствија присутни се тие средства. Во Рачиново такво нешто не најдовме. Не најдовте ништо? Не. Некои планови, да речеме, напад на Скопје, нешто напад на аеродромот во Петровци, така натаму? Немаше, ова беше што го најдовме натре и ништо повеќе од тоа. И по Рачиново ви следи Радуша? Да. По Рачиново... Таа битка кај Радуша е... Радуша е непосредно пред подпишување на договор. На рамковниот договор. Тоа се случи од Љуботински пред рамковниот договор. Има неколку грозоморни. Карпалак се случува тогаш. Грозоморни настани. И Радуша е финалето веќе, кога со Радуша најверојатно сака... Што се сакаше со Радуша, например? Тие беа незадоволни од мировни преговори или смета дека мора до крај да искористат? Да не забораваме, кога беше Радуша, имаше прогласено официјално примирие. Примирие беше? Да, значи прекин на огнот имаше, но не беше така. Охридскиот договор веќе во позадина се спремаше, ние немавме информации до кај се преговорите и што се преговара. Ако посебните единици ги обезбедувале сите објекти, штрајкови, протести, битпазари, така натаму, веројатно посебните единици ги обезбедувале и преговорите во Охрид. Не. Не ги обезбедувале? Не, немаме таква задача. Затоа што Охрид беше сосема на друга страна од дејствијата, таму биле ангажирани други служби. Ние бевме фокусирани на она што беше вооружени дејствија на терен, затоа што дејствијата траја на сите три фронта, се уште. Дури се интензивира во тој период, затоа што ние немавме информација дека договорот се потпише за ден-два после тоа, но после тоа кога завршија сите тие дејствија и активности се потпише договорот, точно се виде дека притисокот и интензитетот се зголемил во тој период, за време на прекин на огнот, токму заради таа работа. Радуша веќе летото, веќе длабоко лето. 10 август. Август е 10 тоа е август. 3 дена пред рамковниот договор. 13 август негли го слават, ова е некаде на 10-11. Ова е 10, значи Радуша почнува 2 дена претходно, значи таа почнува некаде на 8, почнува. На 8 август.
и интензивно трае непрекинато до 10, за да на 10 вече се добијат потврдени информации дека големи групи навлегуваат веќе од косовска страна, бидејќи Радоша е на самата линија. Лупчо Георгиевски вели дека всушност Радоша е доказ дека Косово активно учествува војната во Македонија 2001 година, бејќи тие луѓе војни структури влегуваат од косовска територија и војуваат со македонската армија, македонската полиција во атарот на селото и во самото село Радоша. Да, сите информации го потврдуваат тоа и дефинитивно на дента кога беше големата борба за Радоша, како што е наречена, беа потврдени информации утрото дека големи колони на вооружени лица влегуваат од Косово во правец на Радоша. Целта им беше најверојатно да Радоша се освои. Радоша беше нивна, значи мештаните си беа внатре. Колку е Радоша од косовска територија? На сама линија. На сама линија. На сама линија. Значи од селото Радоша на Ридот горе, значи доле се гледа рудникот, значи така е. Значи над рудникот веќе почнува Косово. Косовска територија. Така е. Значи многу близко е. Значи ова е битка на самата граница меѓу Македонија и на македонска територија, но непосредно до косовската линија. Територија. Да. Вие учествувате во таа битка? Да, јас сум таму на 10.8. Затоа што како се интензивираше битката на 10.8 сабалето, луѓето што беа таму и по број, и по вооружување, и по местоположба веќе тешко се справуваа со атаците кои што ги има континуирано. Тие се наши војници, значи наши полицајци, наши припадници на посебната единица, кои што се во селото Радоша како засилување на полицискиот состав што ја контролираше и ја беше сместен во полициска станица Радоша. И тие се на некој начин опколени во обрач од една посериозна бројка на УЧК војници или војници кои се дојдени од територијата на Косово. Така е, полициската станица Радоша се наоѓа на влезот од селото, кој идете од Скопје према Радоша, од левата страна, малку е напред, значи не е во самото село, како да е одвоена од селото и тука има објект. Над селото Радоша имаше една као караула, пункт, простор кој што го држеше армијата. Утрото кога почнат големите дејствија на 10, се гранатира караулата армијска и армијата се повлекува. Од каде се гранатира? Од косовска страна. Косовска страна. Се повлекува армијата, имаат ранет војник и тие ранетиот го транспортираат, се повлекуваат од караулата. И веќе имаат отворен простор према косовска страна, према Кривеник. По радиоврска дента на 10.8 беше страшно да се слуша она што го барат колегите таму. Значи веќе многу близко беа дојдени луѓето што ги напаѓа и престрелките беа жестоки. Има и ранети, има и ранети. Од македонска страна. Да, имаше ранет припадник баш што сите ги познав таму што беа мои полицајци, имаше еден ранет во барам известување каде е погоден човекот и дали може некој има обучен да му пружи прва помош. Вика во вратот, во грлото е ранет. Значи во прашање се животно загрозување веќе на ранетите. Се слушат повеќе дека не може да издржат повеќе, дека ако не добијат помош, луѓето се готови веќе таму ќе настрадат сите. Ќе бидат збришани. Од масата што масата ќе влезе. И најверојатно тоа сака да го направат, за да покажат дека еве се сила, контролират. Се сила, се моќ и дека дајте се наоѓате на маса, немате друг избор. Што прави локалното население? Ништо, локалното население стои на страна, тука е. Стои на страна. Пасивно е. Пасивно е во однос на да дава информација или помош на наша страна. Таму се тие, таму се борците и атакот врз нашите полицајци продолжува. И трае, 3 дена трае континуирано. Не само тоа, значи на самиот трап на селото, значи. Така е. Што правите вие? Повторно ќе го спомнам генерал Галевски, значи исклучително го ценев тој човек, затоа што беше многу непосреден и тој е генерал. Директор на терен, генерал Галевски. На полицијата. Тој е генерал на полицијата. Повторно ме побара, се слушаме сите што се случува на радиоврска дека работата е сериозна. Дека се што имаш луѓе собери и упати се према Радоша. А ќе ти кажам од каде, затоа што веќе имаш информација дека Рашче не може да се помине, дека таму се забележани луѓе и дека по патот движењето према Радоша за помош е ризично. Се движам према Ѓорче,
ми се јава повторно генералот, вика, оди горе, правете чашка, карулата чашка што е над Ѓорче и после карулата чашка продолжувате и дојдете на ридот над Радоша и пробете да се спуштите од ридот во селото. Добро, се движиме во тој правец, ми се јава за кратко, вика, јас доаѓам натаму. Само што поминавме карулата, не стаса тој и заедно се одиме, се качуваме горе на ридот, кога влегувате во Радоша, десно од селото Радоша ја гледаме како на дланка и слушаме дека престрелките траат и ми се на колегите дека тука сме над нив, ако дојде ситуација да мора да се помага, дека ќе помогнеме, а не може да се спуштиме на кај нив затоа што пробавме да слегуваме надоле низ тој со жбунешти растенија, ситни и ниски растенија. Пробавме да слегуваме, покрај нас веќе почна да се слушат куршуми, дека паѓаат. Нискостеблести. Да. А како се спуштаме надоле према селото, веќе и тие ги нема, значи на бришан простор сме, што баје голем, значи нема шанси да се спуштиме до селото. Без сериозни жртви. Дали воопшто може да се спуштиме. И остануваме гори, но им кажуваме дека сме тука, чисто да знаат дека сме непосредно во близина и дека ќе дојде уште помош да смогнат сили да издржат долу. Во меѓувреме генералот Галевски се јавува на Љуби, му кажува дека тука сме, но не може да помогнеме ние и дека единствена помош е авиацијата. Во тој момент тој вика авиацијата, да, и министерот Љубе Бошковски дојде горе. Дојде горе на лице место, значи траат долу престрелките, траат повиците од колегите за помош. Дојде и министерот горе на сртот и генералот му кажа, значи ова е ситуацијата, за кратко ако не действуваме, со хеликоптери и авиони. Значи авиацијата нема другаче како да може да се влезе по копнен пат, тука сме ние ќе влеземе, не може да влеземе. Во меѓувреме специјалната е трната, но пред Рашче е застаната, не може да помине низ Рашче. Единствен излез е авиацијата. Специјалните единици. Тигрите. Љубе Бошковски во тој момент му врти на председател Трајковски. Пред нас тука, сите сме на метро расстојание, тој му врти телефонски на председател Трајковски и му вика со овие зборови. Председателе, Радоша е многу сериозна работа. Ако не дајате дозвола да се дигне авиацијата за многу кратко време, долу ќе имате 60 на жртви, што ќе ги носите на душа цел живот. И успушти. И еве, за кратко му се јави некој од кабинетот на председател, вика дадена е наредба, тргнуваат хеликоптерите и авионите. И се им кажавме и на колегите долу, доаѓа авиацијата, значи бидете во заклон, действувате само тоа што морате. Од Петровац. Од Петровац, да, но бидете и во заклон затоа што авионот и хеликоптерот не се снајпери. Значи да не се случи да имаме пријателски оган размена. Да има жртви од. Така е. Значи авионите доаѓаат, значи бидете безбедни, но и внимавајте на личната безбедност во однос на брзиот напад на атакот на авиацијата. Трае престрелката доле се уште, наблюдуваме ние за многу кратко време, се слуша звукот на два авиони, дека доаѓаат. Се вртиме зад нас, позади цртот, испод цртот, неприметно ни дошол, тогаш се видов моќта на Ми-24. Хеликоптерот ни дошол и застанал тука. И чека авионите. Лебди на 150-200 метри и гледаме пилотите. Зад нас. А не слушате? Не ги слушаме затоа што има престрелки долу, авионите ги слушаме, хеликоптерот не го слушаме. Застанал и стои и чека. Се гледаше на носачите дека значи под полна. Носи се што треба да носи. Значи под полна. Носи се што треба да носи. Опрема што се вика. Да. Авионите веднаш ги непосредно после тоа ги приметивме ниско долу низ долот. Го прелета селото Радоша, еден па друг и ги снема. Се изгубија. Отидоа горе. Отидоа, ги снема. И сега чекаме што ќе се случи понатаму. Во меѓувреме додека прелета авионите, овие луѓето од Радоша се јавија, почнаа да действуваат по нив. Зад нив. Замина авионите за минута-две, еве ги повторно ги слушаме. Во налет, но од поголема висина, се спуштаат директно према селото. Како се спуштаат, така и действуваат.
Прво едниот, замина, вториот по него. Замина, штом замина вториот авион, хеликоптерот над нас се дигна, помина над нас и се пушти према селото долу. Васко, значи јас сум гледал хеликоптери што ни помагале и во Куманово и во Рачиново. Таму немавме ние таква поддршка како што имавме дека во Радош од хеликоптерите. Овој хеликоптер беше танкиран и наполнет како што треба. Како што доликува вистинска поддршка. Што значи тоа, господине Со Треневски? сите вооружувања што ги може да ги носи. Муниција, Све, бомби, Се. се. Фул. Значи тогаш го се спушти пред нас. All inclusive. Така е. Како се спушти, веќе имаше представа кај треба да действува, како почна да действува, Радоша само прашина се дигна. Само прашина се дига, ништо друго. Замина хеликоптерот, штама во тој момент. Како се изгуби звукот на хеликоптерот, штама, тотално. Ништо не се слуша. Само огнот. Ни истрели. Само огнот. Да, само се појавија пожари, се слуша дека гори оган некаде во некои племни, во некои куќи, во некои... Не истрели ни ништо. Ништо. Сега да кажете, дека авионите прво се спуштат, Действуваат. без да пукат, за да видат, Да го изведат теренот. да го изведат теренот. Така е. Овие ги гледат од учека страната авионите, почнуваат да пукаат по нив и откриваат своите позиции. Така е. Се тргат авионите, од повисока висина се спуштат, пепел прават и после нив хеликоптерот. Така е. Хеликоптерот ја довршува работа. Става точка и толку. Значи Радоша е Радоша е пример како требаше да се действува многу порано, координирано, и кога баравме поддршка на позициите кај што бевме заглавени, така требаше да се одговори. добро. Со таа фортификација во Рачиново, како што велите, што ја откривте после, па споени згради, па споени коридори, канали и така натаму, мислите дека ќе имаше ефекти во Рачиново? Сигурно. Значи тука можело, тука не сакале. Не знам што беше причина. Затоа велам, не се направи сериозна анализа на 2001 година. Тога се велеше дека ќе биде од типот на Грозни, па ќе биде срамнето Рачиново, дека е срамота на 5 на 10 километри од Скопје, да биде срамнето со земјено село како Рачиново. Немаше потреба таму, Рачиново се знае позициите. Солана, Робертсон, нели доаѓа и ги кажува, Да, ги кажува, имавте рок од 72 часа, имавте рок од толку часови, дека тоа мора да биде завршено. Генералите, посебно војните и дел полициските даваа одредени ветувања дека тоа многу побрзо ќе биде направено. Љубе Бошковски излезе рече бели знамиња биле видени, вие видовте ли бели знамиња во Рачиново? Не видов бели знамиња, но ќе повторам, Рачиново ние бевме повлечени од линијата, не баравме ние да се повлечеме, нити пренесовме информација дека е невозможно да се освои Рачиново. Значи, полициската структура која го напаѓа Рачиново не вели тешко е. Не. Не вели невозможно е. Не. Туку веќе третиот ден се Спорисме, ни треба... упоришта се веќе усвоени. Така е. Првите упоришта се усвоени веќе. Жртви нивни, лоцирани, направени, Така е. влезено и така натаму и така натаму. Колку ви требаше до центурот да речеме од таа позиција кај што бевте? Пак зависи од поддршката. Значи, тоа што викат сме били во центарот. Не бевме во центарот. Воздушна линија. Воздушна линија, може би 150-200 метри. А видите, вие сте биле многу блиску. Не сме, значи... Добро, сега говорам... Не сме, затоа што Васко влегувавме во... Кога ги слушам, да речеме, оние искази кои сум ги снимал во еден документарец, како се раѓаше македонска држава и на Никола Димитров и на Стево Пендаровски, испеде дека вие всушност сте биле тамо кај гробиштата, не сте се ни доближиле до влезот во село, вие на 100 до 150 метри, тоа е тука. Значи далеко сме од центарот, морам да кажам дека сме далеко од центарот во тој момент, затоа што како одевме напред, се потешко напредувавме. Куќите се погусти се и потешко е за освојување. Со колку војска, со колку полиција располагаше македонската страна кога станува збор за Рачиново? Нападот на Рачиново, со колку луѓе беше од македонска страна? Значи тука беа вклучени и посебната единица, и специјалната единица, и дел од лавовите имаше на одредени позиции поставени.
точна бројка сега можеби нема да ми текне колкаво, но преку 200 луѓе бевме сигурно. Значи тие 100, вие бевте 200. Обично велат дека треба 5 до 6 Така е, така. војници на тој што Но освојува. зборам тоа за полициската страна, плюс армиската. Армиска. Значи армијата требаше да биде она оклопна поддршка и борбена поддршка и да се движиме заедно. Што не се случи. За разлика од Рачино, во Радуша, Радуша е нешто друго. значи таму е направено пепел. Колку жртви има косовската, да рече Бучака страна? Никогаш не го дознавме тоа официјално. Веднаш по смирувањето на просторот на Радуша, полека се спуштаме према селото, веќе немаше действување према нас. Ги пакуваме луѓето, му се пружа прва помош на ранетиот, на повредениот, се пакуваат комплетно опремата и се повлекуваме од селото према Скопје. За да кажете дека Бучака страната е косовската страна, своите жртви гледа по секоја цена да ги трни, да не бидат најдени, да не бидат евидентирани. Да. Значи, освен во Рачиново, на друга позиција не најдовме, ние не видовме жртва. Ги носат. Ги носат. Ги зимат. Зошто? Што е, например? Тоа им беше најверојатно дел од тактиката нивна, не остава. Тие по цена да загинат уште некој, Ни телата ги жртви, носат. ни ранети. Не. Тоа вас ви укажува дека станува збор за висок степен на солидарност. Да, дефинитивно. Колку на крај на војната брои албанската страна борци? Васко, како се шируваше Така се фронтот, големој бројот. Значи, пак ќе ви кажам, бројот е многу релативна работа. Од она што се активни борци, она што се латентни. Околу 3000, 4000, 5000, тие се бројки со кои се ако го земеме калкулира. просторот од Лојане до Шипковица горе, можно е. Можно е, тоа се густо населени села со Добро, многу тоа е народ. сериозна бројка. Како не? Тоа е сериозна бројка. Како не? Бевте некојаш близу до Шипковица, таму кај што е Али Ахмети, сте имале можност некој од нив да заробите, некој од нив нешто да направите? Не. Значи 2001 година не. Борбите се одвива на периметарот, на периферијата од селата. Секогаш действијата вооружени. Јас во третата фаза од конфликтот ме префрлија во Тетово и веќе сум таму. Не сме имале таква ситуација, за да бидеме близко некој да се зароби или... Значи вие сте и Кумановски, и Скопски, и Тетовски регион. Да. И во Тетово останав најдолго, на Тетовскиот кризен регион останав до 2005 година некаде. До 2005. Да. Овие првични влегувања во време на Хари Костов, кој е министар за внатрешни работи, ми се чини дека имаше една делегација со Батлер, беше амбасадор на Соединетите американски држави во Република Македонија, па беше сопрен конвојот, па не се даваше зелено светло да оди конвојот и така. Нели заедно со роднините на овие што има... Да, тоа беше по завршување на... Тоа по завршување на конфликтот. На конфликтот. Родителите од Вејце има барање кон Министерството за внатрешни работи да го посетат местото каде што загина припадниците на посебната единица и на волците на Вејце. Тоа вие го организирате? Да, во тој период, значи јас бев во Тетово во касарната, министер е точно Хари Костов, и добивам задача да се прифатат роднините и заедно организирано да ги однесеме до местото каде што загинаа колегите на Вејце. Ги прифаќаме во Скопје, роднините на загинатите, правиме колона и тргнуваме во касарната Тетово, таму требаше да се споиме со министерот Хари Костов. Бидејќи тој им вети на роднините дека ако треба и јас ќе дојдам, но ќе ви биде овозможено да ги посетите местото. Така е. Стигнавме во касарната Тетово и веќе добивме информација дека нагоре блокиран е патот, движење. Блокиран? Нема да се од мештаните, да. Од локалното? Од мештаните, не од вооружени луѓе. Од локалното население дека не дозволува да се... Има оружје, располага со оружје? Не, нема информација дека има оружје, но дека има камења, приколици, такви некои елементи ставено на патот за да се оневозможи движењето. А зошто не знам, што им пречело? Не знам во тој момент што беше причината за таа работа, но се уште беше војната, се уште психолошкото влијание и на луѓето таму и на нас беше во многу
свежо и во тој период не дозволува. Да, точно е, тогаш информацијата ви е точна, се појави амбасадорот Батлер, дозна за проблемот и се понуди да посредува и замина горе на терен, за да разговара со луѓето, разговараше и тие ги убеди да се согласат да се пуштат луѓето, но без полиција. Тие не сакаа да има вооружени лица, униформирани. Полиција не смееше да влезе таму. Да не се качуваме ние, него само на луѓето ќе им овозможат влез горе. Разговаравме со министерот Ари Костов, дали тоа да го направиме или не. Од безбедносен аспект не се согласува со тоа, затоа што не знаеме што ќе се случи со луѓето горе, а нема никој од нас. И му предложив да бара од мештаните да дозволат барем, ако веќе амбасадорот гарантира и тоа е со нив, барем од тетовската полиција во плава униформа да има со нив нагоре луѓе, за да колку толку има некоја безбедност што ќе се гарантира на родителите, на роднините од загинатите. И така и се направи. Заедно со амбасадорот Батлер, со редовната полиција, беа горе луѓето, положија цвеќе и се вратија и вративме. Ставивте таму во возилото по некој полицаец? Добро, сега. Да не се знае, да не се види. Моравме да направиме нешто да... И добро, од сегашна временска дистанца, што за вас е 2001 година? 2001 година е една голема трагедија што се случи на државата. За некој месец, 25 години. Да. Четврт век. Така е, тоа се сериозни години. Ќе повторам, брзо некако помина. Не научиме лекцијата. Како вчера да беше, тие теми уште имат интерес, предизвикуваат интерес кај македонската јавност. Се уште се свежи, значи раните генерации неколку се изградени, се појавија на сцената врз база на фрустрации од 2001 година. И бранителите изфрустрирани, и населението изфрустрирано, и овие со рамковен договор изфрустрирани, така натаму. Значи, едноставно, или треба како во некој саркофаг во Чернобил да се затвори фрустрацијата од сите страни и да се закопа 10 метри под земја, или да се разговара на таа тема што всушност се случило, па да ги видиме сите слабости на македонската страна, бидејќи не можете во едно Рачиново да не може да влезете. Или не може во некој села, или не знам да ви се мобилизира локално население, или луѓе кои немале никакви, овде имате една обучена војска, една обучена полиција и така натаму. Одговор на тоа прашање што ни се случи, ќе се добие кој ќе се направи сериозна анализа. Значи, јас пред малку спомнав, се уште има живи сведоци на она што ни се случуваше 2001 година, треба да се направи за да се извлече заклучок што е тоа што ни се случи, дали можеше да се превенира 2001 година. Добро, вие како го доживувате мирот? Како капитулација или како победа? Како политичко решение на она што ни се случуваше во тој период, за да се сопрат страдањата и на нашиве луѓе и на мештаниве што живеат таму. Но не излеговме поука од 2001 година. Добро, политичко решение, па и одговорот е политички себе, условно речено. Да се спреча страдањето на македонската страна и на населението. Населението е сакала војната е само страдање. Населението е сакала таа војна. Значи во моментот кога војната се прошири на население, не можеше да биде добиена, бидејќи тогаш немате војна со УЧК, туку имате војна со албанско население кој живее тама. Тогаш веќе е сосема друго ниво на војување. Тогаш имате војна на цела територија каде што живее албанско население. Војната само по себе по дефиниција носи само страдање. И може би одговорот го немаме на тоа прашање токму заради тоа што многумина ќе кажат кога војната влегува на врата, прва низ прозор бега вистината. И добро, колку дена вие во војната 2001 година бевте на терен? Ти кажам, релевантен факт, кој што е многу лесно проверлив во Министерството, има точна евиденција за таа работа. Значи, 2001 година сум на терен некаде околу 340 дена. Значи, само 25 дена, отприлика 26 дена. Така, тоа е исто не помалку 2002, не помалку 2003, не помалку 2004. Значи сте цело време на терен? Цело време на терен. После 2002 каде? На Тетовскиот? Тетовско-гостиварскиот регион имаше проблеми со
со локални групи кои што не дозволува Уште се нервозни и така натаму. Така да имавме пунктови позиции во Тетовскиот регион некаде малку сме слушале за тоа. Например, ние до Планинска бура до Бродец, единствено Кондово. Имавме Красничи, Кондово, па закане дека ќе огранатира Скопје. Тоа е некаде 2005-2004 година тука. Цело време сме присутни на терен. Значи, цело време во Тетовската касарна сме сместени и од таму сме поставени на целото подрачје од Јажинце па до Тетово и до Гостивар. Во Кондово? Присутни сте вие во Кондово кога е разбивање на групата на Красничи, па имаше секакви можни приказни. Не сте, значи тоа специјалната полиција или регуларната полиција? Таму не сум присутен. Република Македонија. 2004 година Бучковски само тоа да ја прашам, па да стигнеме до Планинска бура. Имате во Струга сериозен инцидент. Владо Бучковски тогаш е министер за одбрана, се уште не е премиер, а Никола Ќурчиев е генерален секретар на СДСМ. На состанок во штабот на СДСМ во центарот на Струга се собира револтиран народ поради територијалната организација за Кичево и за Струга. Се собира револтиран народ, станува драма, сака да влезат, да ја запалат, да го запалат седиштето на СДСМ и едвај жива глава спасува Владо Бучковски. Да, се сеќавам на тој настан. Во тој период јас сум во Тетово со посебната единица. Сум информиран дека има проблем и локалната полиција бара помош, поддршка за да постапува и за да ја реши ситуацијата што е настаната во штабот на СДС во Струга. Во Струга се упатува екипа на ЕБР за брзи интервенции, која што движејќи се натаму према Струга се добиват информации дека масата е малку во поголем број и дека е доста револтирана, дека е агресивна. И ја добивам задача да посебната трне како помош на ЕБР кон Струга. И трнуваме. Но ЕБР брзо ја реши ситуацијата, само што влезе во близина на објектот, влезе внатре во објектот, за многу кратко време го извлекува Бучковски, го става во нивно возило и му ја напуштаа Струга, ја добивам информација дека е решена состојбата, се враќаме назад, некаде пола пат пред Охрид бевме негде, стигнати се вративме назад. Бучковски облечен во униформа на македонска полиција и така во униформа на македонска полиција го вадат од зградата. Па добро или седиштето на СДСМ. Се користат различни методи за да битно се реши ситуацијата на најдобар можен начин. Го направија тоа колегите најдобро што знаеа и го личи ли на Бучковски полициска униформа? Не сум го видела, други ЕБР беше таму. ЕБР беше. Значи добар полицаец испадна Бучковски, значи не се посомневале дека е Владо Бучковски. Маса е тоа, брзо се действува, како на брза лента, како на брз филм, тешко е да се воочат детали. Тоа вела дека било сериозно. Да, па самата најава што малку да се закаснело што ги пуштија ЕБР па бараа дополнување, укажуваше дека работата е сериозна. Планинска бура. 7 ноември 2007 година. Тоа се информациите за Планинска бура. Никола Груевски веќе години, неколку месеци власт во Република Македонија и многу ми на тоа го доживува како некој второ полувреме на 2001 година, сега нели. По-способена македонската полиција, по-способена македонската армија со оружје, со се. Неколку месеци траат политичките кошкања, конфронтирања кои завршуваат со Планинската бура. ДП е во власта, ДУИ е надвор од власта, некоја слична ситуација како сега, ДУИ влегува дури 2008 година во власта и се случува Планинска бура или Бродец. Учествувате ли вие во? Да. Па нема кај не сте учествувале. Па има, не сум секаде бил, значи има и места кај што не сум бил, но со оглед на позицијата што имав и ангажманот и работните задачи, налагаа да бидеме присутни секаде каде што има тензична или кризна ситуација. Победа на македонските специјални единици, успешно разбивање на терористите во Тетовско, Бродец, без загуби. Завојувани страни Албанска национална армија АНА, сега веќе АНА, нели, го има сменето името,
Македонија посебни единици Тигар и ЕБР. Да. Или единици за брзо распоредување. Команданти Бранко Царенковски и Никола Груевски, Гордан Янкуловски, нели, формацијски. Од друга страна Лирим Јакупи, Рамадан Шити, Хабит Ахмети, Фисник Мети, Фато Салиу, Беким Мехмети. Жртви македонска страна нема. Албанската страна Илијана. 8 убиени, 11 ранети, 69 уапсени. Васко, Бродец се случува 6 години после 2001 година. Во тој период се вршеа доста обуки на македонските специјални единици, се набавуваше доста опрема, се докомплетиравме со она што беше порачано, а не испорачано. Значи, во меѓувреме дојде, се направија обуки и планинска бура е по дефиниција нешто како треба да се реализира кога настапува организирана држава, координирани служби, координирани министерства, МВР и АРМ. Вие сте тога шеф на сите посебни единици. Од 2003 година. Така е. И 1000 полицајци се скоро Од прилика. под ваша контрола. Преговорите со луѓето од Бродец траја, точно натегањата траја, но траја и нашите подготовки. Значи цело време. Тие се значи горе. Лоцирани, тоа е село Бродец. Секогаш таквите кризни ситуации, што се тензични и медиумски набиени, се случуваат на место што е на гранична линија со Косово, за да можат брза отстапница да имат Цело време. цело време. Значи цело време тоа не прати. Сега, Значи вие треба знаејќи го тоа, по логиката да му спречите да може да се повлечи на косовска затоа страна. велам 2007 година тоа е по дефиниција нешто како треба да се справиме со кризна ситуација. Истренирано. Научена лекција. Додека траат преговорите, натегањата и заканите од нивна страна, и подготовките наши течат. Тоа трае. Значи, во акцијата се вклучени и ЕБР, точно е информацијата, не знам каде е објавена, и ЕБР, и ПЕП, и Тигар. Вклучена и армијата за да не подржи логистички со хеликоптери. Што е суштината? Вие одите од позади, Да. истоварувате полиција од зад грбот на ова структура. Остапницата им се пресекува. Значи им се пресекува остапницата. Каде ќе излезе? Ќе излезе на Косовска. На Косово. Кое село е од таа страна? Па не знам кое село е прво, но небитно е, штом ќе помине на косовска страна. Не можете да готово, интервенирате. завршено е. Треба да знаете дека, не знам дали таа информација досега кажана некаде, дека безбедносните сили пробуваа на 2 пати да влезат и се враќаа назад. Нашите. Да. Во село Бродец. Така е. Се обидуваат да влезат и не успеваат. Не успеват, него проценката вели дека Може да има и жртви. проценката вели дека начинот на кој што постапуваме не е баш најдобриот начин. И се враќате. Значи го извидуваме теренот, таму сме и се враќаме назад. Повторно се прават анализи, подготовки, информации и така натаму. Повторно се изфрламе горе. Навлегуваме во близина на селото и повторно е ситуацијата не баш најдобра по наша страна. Силно господин Бранко. Тие се на срт. На срт горе. На срт. Тие имат доминација. Доминација имат. Така е. Вие значи треба да се качите. Така е, така е. Цело време на војната е Таа е ситуацијата. таа конфигурација Таа е што се. ситуацијата. Ама впрочем, Васко, ние немавме некаде, ретко имавме каде фронтална борба. Вие од каде тргнувате да речеме? Не можам да ви кажам од каде. Не можам, но втор пат повторно се враќаме назад. Не забележани од никој. А одите И се враќаме во Скопје. не ве забележуваат Не. овие структури на Не, никој. никој. Немаат они некоја стража или нешто. Не забележува никој. И се враќате. Се враќаме назад. Втор пат се оди, после неколку дена, повторно се прави проценка дека е ризично да се влезе, без жртви, се враќаме назад повторно во Скопје. Повторно се прават анализи. Се ангажират дополнителни сили. Се ангажират дополнителни служби. Веќе од двете извидувања на терен имаме точни позиции на тоа каде се лоцирани и каде ќе не чекат и што е, каде се најкритичните точки. Третиот пат, кога веќе тргнуваме, настапуваме и акцијата завршува. Имавме само еден лесно ранет припадник
другото се помина во најдобар ред како што се испланира. 7 ноември 4 часот наутро почнува акцијата. Да. Колку број македонската страна? Не можам да ја кажам. Повеќе од 100? Повеќе. Повеќе од 200? Тука некаде. Колку се од нивна страна, ако се 6-8 апсени, па 8 жртви, значи околу 80. Тие не беа голема бројка, беа добро поставени, имаа добра позиција како местоположба, што ако дојдеме во директна борба со нив, Да може да делуваат. така е, ќе пружа убав одбор, затоа што беа добро поставени. Ние бевме во позиција да мора да атакуваме према нив висински многу пониско од нив. Со хеликоптери ги носите полицајците од зад грб на... Блокадата со хеликоптери, а луѓето за интервенција по копнен пат. По копнен пат. Да. 4 часот наутро хеликоптерите ги носат. И тие се сега во сендвич. Така е. Со оган од една и оган од друга. Од зад грб и од пред нив. Тие хеликоптерите не ги ни слушна. Не ги не слушна. Значи, пилотите беа вешти и искусни, најдоа рута за да ги исфрлат нашите сили зад нив, без да бидат приметени. Без да бидат забележени. Нашиве луѓе кои што беа во тој момент исто на позиции и ги чекаа да биде поставена блокадата, не ги слушна хеликоптерите. 10 часа траат престрелките. Да. Значи сериозен отпор. Утврдени добро. Добри позиции, добро утврдени, но добрата анализа и добрите подготовки што беа направени дадоа резултат. Добро вооружени. Да. Тешко вооружување има на неколку позиции. Тешко вооружување има. Се предаваат после или вие влегувате во својот просторот? Заробените се предаваат. Се предаваат. Кога веќе гледаат дека имат жртви, дека немат друг избор освен да се предадат, се предаваат. 3 хеликоптери биле во функција ставени, според информациите, и повеќе оклопни овие БТР-ите се најдоа. Беа. БТР-ите се најдоа. Беа вклучени БТР-ите. Тоа е Напредокот беше со БТР-ите, влезот во селото беше со нив. Тоа дел од тие структури веќе го има избегано од затворот или од притворот во Шутка, Шутово, Ризари, се државата трагаше по нив, па тие беа повлечени на косовска страна, па дел од овие водачите на целата таа структура, нели? Еве тука можеме од Шутка па во Дубрава се отедени Фиснек Мети како командант Челико од село Бродец, Беки Мехмети од Тетово, Шалихи Ферат од село Бродец, Фидан Федулахо од Приштина, Косово, Гвази, Имер од Косово и така натаму. Значи, тие се структури. Како ќе дефинирате ова акција? Планинска бура. Успешна, дефинитивно. Дефинитивно успешна. И за луѓето во специјалните единици, и за државата. Тренерски, не би почувствувавте тогаш дека уште не е завршено? Ама Васко, самиот факт што јас бев на терен до 2006 година во Тетово, кажуваше дека не е завршено уште. Смилковско 2012. Па имаме Диво населје 2015. Па сега повторно звецкање со оружје 2024-2025 година. Па второ полувреме ќе имало, па трето полувреме ќе имало, така натаму и така натаму. Глед, во меѓувреме македонската страна Не. Стана сериозна? Дефинитивно. Спомнав дека во меѓувреме специјалните единици на Македонија се далеку во подобра позиција од она што беа 2001 година. Добро се вооружени? Да, и добро вооружени, и добро опремени, и добро обучени. Шо опрема користиме? Израелска, некоја американска? Многу добра опрема. Значи, многу добра опрема има. Сте имале заеднички вежби со бугарска, да речеме, специјални единици со српски и така натаму. На кое рамниште се со косовски сте имале дојдоа тука прв пат хеликоптер видоа? На кое рамниште сме Да, ние? имаш. Да, во јавноста беше тоа, не е тајна. Објавено не е тоа тајна. Јас сум гледал заедно со косовските па таму кога бевте Рамош Харединаеве посети дека беа точно, беше точно, и тоа беше објавено. Тоа беше објавено, тоа се информации од јавен карактер. Така јас тоа ништо не измислам, само сум се подготвил и сум читал за ова интервју. Значи во моментов македонските специјални единици се подготвени и се спремни да одговорат на секаков предизвик од поголеми размери. Се вложи многу во опрема, се вложи многу во обука, во кадровско екипирање на луѓето.
Човечкиот потенцијал е многу битен, исклучително битен за секоја професија, за полициската посебно, особено за специјалните единици. Човечкиот потенцијал е нешто во што треба да се вложува за да се има сигурност и да се има ефект при максимум ангажмани. Околу 130-140 се специјалци во Македонија, до 150 некаде во моментов. Сега нели да не откриваме некоја службена тајна, околу 300 и нешто се овие ЕБР единици, некаде околу малце помалку 600-700 се веќе овие посебни единици. Тоа е некаде околу 1000 и нешто. Доволно е тоа за држава кома. Ние веќе сме и земја членка на... Добро, бројките ви се релативни малку, но со оглед на тоа дека сме членка на... Можете поточно да ги дајте бројките? Со колку располагаме и како располагаме? Имаме доволно припадници на специјалните единици, во нив се многу вложува, кадровски спомнам дека се вложува, се подмладуваат единиците. Снайпери, такви работи, имаме добро оружје. Васко 2000... Никола Груевски се фалеше дека ја направил македонската полиција, дека толку има инвестирано во македонските специјални единици, дека тие се на ниво на МОСАД, на ниво на овие израелски. Ама само еден факт што е исто така од јавен карактер. Пред 15 години на европско официјално првенство во снайперизам во Будимпешта, македонскиот тим отидете во свој трето место. Дека е Будимпешта. Врски фативме таму, да беше на друго место, тешко ќе освоеше. Подготвени се и опремени се. И тоа сакам да кажам, значи за одедена работа не е доволно само образованието и потенцијалот што се стекнува во образование. Многу е битна обуката. Значи обучени, спремени, да. Дотерани. Да, и ова што спомнавме дека имаме вежби, да, точно имаме вежби. Регионално можеби сме и меѓу најдобрите. Со кобрите, србите, каде сме? Пред нив сме сигурно. А сега затвори граница Александар Вучич нема. Че пред кобрите. Толку ги фалеше Тома Фила, викаше од дете од мајка ќе земат, ќе ликвидира, толку биле. Значи нашите специјални единици се подготвени. Верувате, затоа што затоа викнаме мисија да прашаме. Дојдовме задниве 4-5 години да не бараме обука и помош од нашите пријателски служби од Европа и од прекоокеанските земји. Баравме да работиме вежби со нив заеднички и тоа го правевме. А впрочем секоја вежба е и обука во исто време. На тие вежби при заедничките постапувања покажавме резултати и едно ниво со кое што можеме да се носиме рамно со било која специјална единица европска. Дефинитивно. Господине Треневски, ќе искористам вашето присуство, зашто 3 болни прашања. Ќе гледаме пократко да ги одговориме, да не ве малтретираме, бидејќи веќе 2 сата и 10 минути беше првиот дел, овој дел е веќе околу 50 и нешто минути. Смилковско езеро 2012 година. Велики четврток, 4 дена пред големиот христијански празник, 2012 година, веќе се насетува едно албанско незадоволство од власта на Никола Груевски, че не влегуваме во политички теми, него чисто да дадеме кровната конструкција на целото тоа. По албанските медиуми, во албанската јавност веќе се споредува Никола Груевски со Слободан Милошевиќ. Значи тоа е лајтмотивот, тоа е приказната. И се случува Смилковско езеро. Млади деца, рибар кој случајно се наоѓа тамо. Ајде да почнеме зошто според вас прво е Велики четврток само по себе како символ избрано, но зошто е избрано Смилковско езеро? Ние полицајците размислуваме на еден друг начин и секогаш кога се случи нешто го гледаме од поинаков агол. Дека ништо не е случајно и дека не е ништо онака како што изгледа. Дали е избран намерно денот или не, е дискутабилно. Затоа што се работи за голем верски празник. Дали е избрана позицијата случајно? Дефинитивно не. Не е избрана случајно. За вакви криминални активности се барат токму такви позиции, што дават брза встапница. Сега да кажете дека денот можеби е случајно, можеби не, ама позицијата сигурно не е случајно избрана. Значи, позициите
на таквите криминални групи се бараат, се бираат. Она што за нив е најбитно е да тоа го направат незабележано, затоа што знаат дека брзо ќе се дознае, значи ако може незабележано и брза стапница, брзо, безбедно напуштање на просторот. Смилковско езеро се наоѓа на самата обиколница. Сега те кажете, дека местото е најдено. Да. Значи не се децата па местото или случајно, туку местото е најдено и ако не биле тие, ќе бил некој друг. Ја мислам дека тие луѓе не ги познавале децата, дека децата се случајно таму. Тие не барале некого по име и презиме да ликвидираат. Смилковско езеро како позиција е одбрано за да можат брзо да го напуштат местото. Тоа е на обиколницата. На самата обиколница, буквално на самата На обиколница. обиколницата немате безбедносни камери. Немаше. Значи во тој период немаше. 2012. Немаше. Значи тие луѓе знаат дека нема безбедносни камери на обиколницата. Сигурно дознале по подготовките и сега имат остапница брзо према Косово по обиколница, брзо према Рачиново и Куманово, брзо према Скопска Црна Гора. Yes. И ко деца сме оделе тамо, ние сме од Автокоманда, сме оделе нели Железарско, па Смилковско, па други езера што се. И тој кога беше овој настан, се обидовме со кола да видиме како тоа изгледа, што изгледа. Значи вие брзо кога ќе се симните од обиколницата по патот доле, брзо може да се качите, вие се губите, никој не ве гледа. Можете да бидете и во заседа тука, можете да седите и никој ни да ве примите, ни да ве види. Местото не е одбрано случајно. Тука има. Се друго е предмет на истрага, на дискусија, да се види. Значи тие влегоа, брзо излегоа и се упатеа кон и во овој случај пак косовска територија. Воско. Сето тоа може би да е. Значи да бевме Доналд Трамп, ке ставевме некој зид таму кој во Тексас тој што планира да стави. Значи влез излез тука се тежок е теренот за контрола на делот со косовската граница, многу тежок. Добро, од полициски аспект, кога го дефинирате Смилковско езеро, како би можеле да го дефинирате? Значи тие сакат во главен град нешто да направат, да посеат страф, да посеат чувство на терор, чувство на загрозеност, несигурност. Чувство на несигурност да се пренесе, да се осети кај населението, кај местното население, да се внесе вознемиреност. Тоа е ефектот што сака да се постигне со ваквите чинови. Имате приведени огромни протести. 10, 20 илјади луѓе кои се движат на улица кај Мавровка, па се движат кон владата, поминуваат под Ма веќе се вратиме назад, значи битпазарските настани. Стоковна куќа мост. Едно дете му се земени цигарите, се собра толпа. Тоа е психологијата на таа маса. Претходно знаат кој ќе ги повика, кај ќе ги повика или како маса се собират. Која е технологијата, например, еве да речеме протести поврзани со Смилковско езеро, 20.000 луѓе. Вие гледате веќе не треба да анализираме тоа. Имате водачи кои контролираат масата, кои прават, значи тоа можеби не за Смилковско езеро, меѓутоа за не дај Боже такви ситуации, тие секогаш имаат подготвени играчи. За секоја ситуација, тоа е психологијата на масата. Да се деси сообраќајка на Платичарска улица, веднаш имате 50-60 луѓе. Ке се соберат. Веднаш. И додека се разбере кој, како, што, како се десило, што се десило, веднаш се соберат. Интересно, ко спомнате Платичарската улица, некаде пред самитот на Опсе, таму беше најдено возило полно со правец на Дукенџик. Полно со оружје, со милофрчки ракети, со средства за сериозно улично војување. Па дури и за напад на високи полициски функционери. Такви беа дојавите до мене. Најдено е. Не може да го потврдам тоа. Па ни Оливер Спасовски не го потврди. Но него ни демантираше. Јас имам тогаш 2012 година емисијата на телевизија Алфа. Ми ја забранат емисијата на Канал 5, па ми ја забранат на телевизија Алфа и имам емисија на телевизија Алсат. Значи само што доаѓа емисијата на телевизија Алсат, огромни протести. Гордана Енкуловска гостува студијето на телевизија Алсат. Курано ти го поклонуваат. Таа има една изјава за радикален ислам кој е вклучен во тие престрелки, во тие грозоморни убиства поврзани со Смилковско езеро. Алсат на самиот почеток ја држи страната на државата, но кога гледа дека се огромни протести,
тој почнува да ги брани, да биде на страната на протестите и тоа е ситуација која може реално да излезе надвор од контрола. Што прави полицијата во тој момент? Полицијата никогаш не била на страна од ниту еден настан што се случил. Безбедност. Се напаѓа владата. Па дури се пука кон владата, еко тоа не се кажува. Значи, во ниту една ситуација полицијата не била настрана. Постапувала секогаш согласно добиените информации на терен и проценките што ги имала во тој момент. Ги разбивате? Да, сето она што го имаме пред нас како предмет кој што внесува немир, кој што внесува страв, кој што внесува несигурност, а е легитимна цел, нормално се постапува. И се постапувало. Немало толеранција во тој дел. Прашање е колку сме добивали информации за таква работа и согласно тоа постапувале на терен. Не, тренерски. Ако децата се случајни, а местото не е случајно, мотивот е да се предизвика сериозна политичка дестабилизација или безбедносна криза во Република Македонија. Тоа е 2012 година. Не би можел да го потврдам тоа и да кажам дека токму заради тоа е случајно, но како настан беше сериозно третиран од службите безбедносни. Бевте на лице место? Отпосле да. Значи сериозно. Доаѓате тамо. Сериозна операција полицијата презема во однос на Смилковско езеро и постапување сериозно. Теренот е исчешлан, прочешлан? Да, Најдено ништо? Не. Возилото? Но постапено е се, по сите процедури и правила во тој дел, не се штедени ниту средства, ниту сили, за да се дојде до некоја информација или резултат. 2015 година. Два настани почнува 2015. Диво населје се случува, нели завршува и шарена револуција. Значи, вие сте во тој дел, видите, палење на канцеларии на Ѓорги Иванов. Тоа сепак и полицијата делува, и полицијата прави овие структури кои се сега во еден голем дел во левица, тие беа нели осудувани, правени, се водеше постапка против нив за палење на канцеларијата во центарот на Скопје на працарот Ѓорги Иванов. Малку за шарење да дојме до диво населје, тоа е реално болна тема за македонската држава. Шарена револуција. Имавте контрола? Ја бацува полицијата, доаѓа, нели оние слики од Украина? Знаете како? Девојки со големи знаете рани како? доаѓаат пред полицијата, ја гушкат, ја бацуваат полицијата. Полицијата, по дефиниција на нештата што ги има како задача, е да ги штити државните институции, а тоа се тројцата претседатели и објектите каде што тие престојуваат и работат. И тоа го правиме цело време. Значи од 92 година па се до... Тоа ви е работа. И јас цело сакам време да ви го се обидам со вас. Јас често им кажам на колегите. На ниво на полициски функционер да не барам од вас политички, ни за шарена револуција, ни за ова, ни за... Не, постапувањето е полициско. Значи, во тој период беше во таа насока. Да се заштитат објектите на државните институции. Едни беше запален. Канцеларијата на председател. Да, на рекорд. На рекорд. Беше запален, да, знам, но се случува и тоа. Влегува, упадна. Имаше некаков габарит да се предизвика посериозна политичка? Не. Бидејќи тогаш беше во пакети со она бегалска криза на македонско-грчката граница, нели бегалска криза, па тоа е неколку години после војната во Сирија кога набрано Ердоган ги пушташе или ги сопираше бегалци. Тоа беше нешто со што ние како полиција во тој период можевме да се справиме. Со тој тип на протести. Тие во главном не беа насилни протести. Диво населје. Куманово, значи населба на периферијата на градот Куманово. Претходно се случува од гошенце, па неколку караули, па одземено оружје, па пуштени полицајци и така натаму и така натаму. Значи во косовскиот печат или во косовските медии имаше многу шпекулации. Високи припадници на Агенцијата за разузнавање, високи припадници на македонската тајна полиција, со дел на косовска полиција, со дел на косовски криминални кланови договарале, разговарале така натаму и така натаму. Тоа е, значи, што пишува косовската страна, никој што не беше ни потврдено, не беше ни демантирано, не беше ни отворено како прашање некоја анкетна комисија. Значи, но беа обвинети високи полициски функционери. Првенствено во Агенцијата за разузнавање, но и дел на политичкиот врв на Министерството за внатрешни работи.
Може ли технологијата на диво населје чисто да ја анализираме, значи без да влегуваме во политички импликации, повторно на граница со Косово. Повторно упатно одредени групи земат оружје, ослободуваат полицајци, го имат оружјето својот една-две караули, тука сме покажуваат, значи испраќаат порака, тука сме, не сме исчезнати. Диво населје не се случува на самата граница, таа е длабоко во урбаниот дел од Тетово. Нешто како Чаир, 2001, отприлика. Да, во урбаниот дел на Тетово. Се упатени македонските специјални единици за разбивање на криминална група и се случува тоа што не се случи. Немавте информација, немаше информација за каква структура е криминална група, значи криминална група. Значи криминална група по дефолт. Значи специјалните единици кои имаме таква дојава се спремат за вооружена престрелка секогаш. Се подготвуваат. Имате информации колку се, какво оружје користат? Морам да ви кажам дека за диво населје во подготовките на диво населје не бе вклучен лично јас. Се сеќавам дека беше сабота, дека бев надвор од Скопје, затоа што бев слободен на викенд, и дека добив телефонски позив рано наутро, 4:30, да дојдам према Скопје, затоа што има проблем при акција во Куманово, имат настрадано наши колеги. И тоа беше прв пат дознав дека диво населје таа акција се подготвувала и спремала. Не бевме вклучени ние директно во колеги од редовниот состав на полициска станица во Куманово. Значи, не се вклучени припадници на посебните единици, тоа сакате да кажете? Да. Ние од редовниот состав таму влегува ЕБР и Тигар. ЕБР и Тигар? Да. Значи дел на специјалните единици и дел на овие за брза интервенција. Посебната не беше вклучена во тој дел. При влегувањето. Се вклучи отпосле. Кога ме повика, кога заминавме во штаб, јас се ангажирав посебната единица, направивме блокада околу просторот, но тоа веќе беше се завршено. Значи немате информација дека располагаат со Во подготовките на диво населје не сум вклучен. Значи тие располагаат со софистицирано оружје. Тоа го покажува. Тоа го видовме отпосле. Отпосле го видовме тоа. Има информација дека целата акција е снимена, дека некој ја има исконтролирано. Сега не можеме јас и вие да снимаме, се знае кој може да снима. Сега се снима со дронови, тога се снимаше со сателити. Во меѓувреме, нели, изнапредна и технологијата и така натаму. И точно се виде и режијата, и што е направено, и како е направено, меѓутоа еден тежок удар. Гордана Енкуловска дава оставка, Сашо Мелков дава оставка, прес конференцијата на Гордана Енкуловска е со кнедла во грлото, со солза во очите. Значи, македонската страна доста трагично ја сваќа целата таа операција, има жртви. Трагично е тоа што токму тоа не загина 7. Кога вие се вклучувате? Сабалето некаде кај 8 сата. Кој ве спречи да извиете акцијата до крај? Акцијата беше изведена до крај. Значи, елиминирани се, уапсени се, значи се заврши. Но за жал, што имавме жртви од наша страна. Таква акција не се завршува со предавање. Тие убија 7 полицајци. Да, но луѓето излегува се предава. Некој ја спрече и некој им рече да се предадат. Не, немаме такви информации. Тие се однесуваха бадахиски во затворите, испраќаа пораки од затворите, малтретираа затвореници, се слика на мобилни телефони и така натаму. Во македонските затвори, овие што беа начело на затворите има проблем како да ја контролира тие луѓе. Тоа е така. Тоа е така. Значи, ако направиме временски скок неколку години, ко се тие луѓе во затвори, беше побарана полициска интервенција да ги претресите, да ги обезбедувате затворите, некој да не ги ослободи, некој да не ги нападне, тие да не избегат. Значи, ние тоа не го правиме тајно. Точно е дека дел од единиците се вклучени за надворешно физичко обезбедување. Согласно законот. Значи, согласно законот. Внатре, во редот, си го спроведуваат затворска полиција.
Ние сме само надворешниот периметар околу затворите и Шутка и Дризово, доколку дојде до немири внатре или можни атаци од надвор према затворот, да можеме да реагираме. Дали при претресот на нивните соби било побарана интервенција на посебните или на специјалните единици да помогнат на затворската полиција да го спроведи тој процес? Да, согласно законската процедура. Најдено е нешто или само телефони? Телефони. И тоа беше објавено, што беше најдено внатре беше јавно објавено. Дека е направен претрес, од кого е направен, што е пронајдено, тоа е јавна информација исто. Добро. Режија беше диво населје, бидејќи тогаш беа политички барањата. Пак ќе ви кажам, Васко, Прво беа напади кон Али Ахмети. Дека не ги исполнил барањата, дека не ги исполни така нато. Дали беше некоја режија, бидејќи се говореше дека Дауд Харадинај, групата на Дауд Харадинај е вклучена тамо и така нато. Тие со највисоки почести беа погребани од косовска страна. Во алејата, без малку во алејата на великаните на косовска страна. Не можам да ви дадам коментар на тоа, затоа што пак ќе кажам, немав никакви информации. Бевте во Куманово, отидовте? Отпосле. Значи штабот беше во Скопје формиран, од тука се командуваше, отпосле отидовме во Куманово. Штабот? Да. За акцијата? Да. Каде беше штабот? Во Скопје. Во градската канцеларија на МВР Скопје? Која градска канцеларија? Па нели како ви се вика тоа, нели имате МВР, па имате на град Скопје, СВР ли на град? А не. Добро, не е битно, во Скопје беше штабот, по завршување отидовме сите на терен и се заврши. Што можеше да се види врз база на искуството ваше дека тоа е како некое место на сериозен конфликт? Во Куманово, да. Да, ама ние тоа и го добивавме како информација од нашите колеги, дека таму сериозно, ги слушавме радиоврските, дека сериозен вооружен конфликт се случува. Впрочем, знаете, тој трна дента заврши дури утре дента. Анализата подоцнежна која е направена покажува слабости на полицијата, бидејќи ако се ЕБР, ако се специјални единици, тие се обучени и за тој тип на војување. Овие беа нападнати на влез, на необезбедено, специфично е по многу нешта диво населје, многу специфично и поразлично од многу други настани на кои сме биле вклучени. Штета е голема што изгубивме 7 луѓе таму. Тешко бе за диво населје, тоа е некако така шкаклива тема. Да. Уште од 2001 година, значи, она што ни се провлекува од година на година се тие помените годишни и на припадниците од ВЕЦ од посебната единица и на луѓето од диво населје. Значи, секоја година се навраќаме на спомените на годишнините од тие настани. Јас и денес како пензионер одам во битола на денот кога загина. Тие ви се колеги. Значи, тешко да се зборува за тие настани. Тие ви се колеги. Да, дефинитивно. 2017. 27 април. Упадот во македонскиот парламент. На која позиција сте вие тогаш? Командант на посебната. Значи, тоа е прилично висока функција во Министерството за внатрешни работи. Па да. Не е највисоката професионална функција, но е прилично висока. Ми го избегнавте прашањето за центар во СВР Скопје. Сте биле некојаш од центарот на СВР Скопје? Не знам за кој центар станува збор. Он е на Сашо Мјалков, што е на километар тука оддалечен. Кој вела дека е како вселенски брод бил опремет. Space Shuttle со технологија, со компјутери, со сензори, на екран ги. Не сте биле? Не сте биле 1.000%. Тоа е... Само дилемата ми е дали ко било диво населје сте биле тамо или ко било 27 април сте биле тамо? Не сум бил ни за диво населје, ни за 27 април. Значи СВР Скопје објектот е кај сум бил често, затоа што со СВР Скопје сме се работувале. Беше војната академија порано. Да, тоа е објект на СВР Скопје, не е на... Она старата зграда, значи... Тоа е објект на СВР Скопје, не е на АНБ, на ДБК, на УБК, не е. Тоа е СВР Скопје сместено тука. Тука ли е штабот на Сашо Мјалков? СВР Скопје е тука. На СВР Скопје. Добро, што се случува 27-ми? Што се случува 27-ми април? 27 април, пак ќе зборам од полициски аспект. Од моја позиција што сум имал тогаш и она... Еве сега и филмови снимат, нели, некој се обидува да ја прикаже вистината во еден или во друг правец. Значи 27 април од полициски агол да ја гледаме работата. Сепак посебните единици се под ваша контрола.
По завршување на 27 април од 2017-2022 година вие сте на чело на сите специјални единици во Република Македонија. Значи дека сте имале и увид, сте можеле да видите, ако не сте биле на лице место, сте имале увид тоа да го видите. Не, бев и на лице место, бев во собранието. Бевте во собранието? Дека почна, но отпосле бев. Кога отпочна проблемот во собранието на 27, јас бев во Ѓорчева касарна. Тоа беше негде 5-6 сатот. Значи после работно време. Како и многу пати до сега, и тогаш останував до покасно на работа и тој ден останав на работа, сосема нормален ден. Ништо невообичаено, дента помина регуларно, редовно, што би рекле. За да некаде кај 18 пред да заминам дома, дежурниот што беше во касарната, доаѓа вика, нешто се случува во собрание. Не очекував. Не. Протестите траја претходно континуирано. Беше, гледате, на Тала Џавери во силото беше застанато, па мораше се врати назад. Па се говореше дека тој сакал да испороцира. Па после се појавија нели со одредена механизација. И во едно интервју, мислам дека на телевизија Телма Тала Џафери, вели тоа е средство за предизвикување на одредени настани. Значи таа механизација, вие може да ја гледате како механизација или како дел на фолклор, но ние ја гледаме како средство. Тоа се значи формулација на Тала Џафери. Всушност околу изборот на Тала Џафери се прави целата таа драма 27 април. Нема полицијата проценка тој ден дека нешто може да се случи? Јас информации немам. Немате колку посебни единици? Значи посебната единица во тој период беше ангажирана на една задача во Скопје и имавме сили во касарната само за реализирање на таа задача. Тоа беа многу малку луѓе, 30-тина. Спортска задача или политичка некоја безбедност? Не, безбедносна задача. Тоа имаше и ракомета над првата. Не бевме со ракометот, бевме на друга задача која што беше од претходно. Значи, захажана. Која што течеше претходно со денови. И тој ден како и сите денови претходно ја реализиравме таа задача, но со многу мала бројка, значи негде 30 луѓе има во касарната во Ѓорче од посебната единица. Со тоа што рачунете дека едната третина од тие на задача, 2/3 одмарат во касарната и се менуваат во смена. Значи во касарната на располагање тогаш има 20 луѓе само. И се случува тоа. Имаше и директен пренос, значи одма на телевизија се виде по радиоврски, бев известен, значи кажано беше што се случува и така натаму. Побарав од предпоставениот што да правиме сега, што се случува и што да правиме информација, што се случува и што обрски имам бидејќи сум во тука на работа сум уште. Информиравте колку луѓе имам тука, дека имам само во моментот имам само 10 луѓе, затоа што 10 луѓе веќе заминаа на друга. На смена отидоа. Да ги сменат тие што се цел ден на работа. Значи 10 ми се на работа, 10 отидоа да ги сменат и 10 имам во база. Кои што имаат слободно време. Значи веднаш тие ги спремив, ги ставив во возило и сега чекам што понатаму. Нема наредба никаква, ништо, седиме и чекаме. Гледаме што се случува по радиоврски, пратиме ситуација. Дури после некое време добивам задача да тоа што го имам во база, меѓувреме ја повикав и старешини што ми беа заминати дома да се вратат на работа. Еден од старешините од моите помошници со тие малку луѓе го пуштив веќе во собранието, но таму веќе беше процесите се одвива интензивно, многу брзо. Хаос. Многу брзо. Таму е веќе хаос. Во меѓувреме дојде и други старешина, се врати смената што ми беше на работа, се направи смената, дојде во база и ми реков да не се раскомутуваат, туку борбената опрема да ја заменат со опрема за ЈРМ и да бидат спремни во возила за излегување. Многу брзо го направија тоа. И веднаш по подготвеноста ги пуштив и нив. И повторно барам што да правам. Да повикувам луѓе уште, да не повикувам. Ништо, чекај, за да после некое време ми се јави друг старешина, кој што веќе ја презема командата околу процесите во собрание и ми вика веднаш упати се према собрание, а дај задача тамо да се повикуваат луѓе од посебните од другите градови да пристигнуваат во Ѓорчева касарната. Во меѓувреме додека чекам му се јавам на командантот на ЕБР, бидејќи ми е тука до згада. Дали доби некои насоки, дали знаеш нешто повеќе? Ништо, вика, чекам. Кога ми дадоа мене наредба да тргна према собрание, повторно му се јавив на командантот, дали и мене ми рекол да тргна према собрание. Тргнувам према собрание
Кој ви дава задача, министерот? Не. Помошник началник на Централни полициски служби. Према собрание се движиме заедно со командантот на ЕБР, возило еден по друг, стигнуваме од позади собранието кај гаражите тука некаде, излегуваме од возилото и се упатуваме пред собрание. И сега ми се случува сцената од 2001, само без оружје. Никој не пукаше во воздух. Иста маса. Значи ги гледаш луѓето по фаца, по негативен набој, значи истата ситуација. И во ми се врати филмот од... Вие сте под полна опрема. Да, со фул, со се. Со се. И сам сум, значи јас уште еден колега сме. Задачата е да ги извлечете тие што се внатре. Значи веќе ми се внатре мене двете групи што ги пуштив во собранието. Едната група ми се јавува колегата дека има повреден полицаец. Повредата беше имал опрема на себе за јарама, со шлем за јарама, некој од протестантите го удрил со ногарка од некој мебел по шлемот. И овој добил благ потрес на мозок, но е паднат и бара помош. Сега ќе дојдеме до тоа зашто правиме одлука во собранието. Му го прашувам колегата кај се наоѓаш, тој не може да ми каже. Не знае. Ми објаснува нешто, ама не може да ми каже. Јас бидејќи работев порано на почетокот на кариерата во собранието, околу собранието бев секојдневно, го знаев отприлика распоредот. Не отприлика, него доста добро го знаев. Тој не. Влегувам према собранието маса, се уште, влегувам собранието отворени врати, влегувам внатре маса, внатре се одма скалите, оние скали кај се сликат сите влади. После избората, тоа е. Тие скали, се качувам по скалите, лево и десно, секаде е народ натре, искршен намештај и викаат. Агресивни се кон полицијата? Јас влегувам сам со уште еден колега. Значи, према мене се агресивни во смисла никој не ме чепка, но ме снимаат со телефон. Кај си трнала, што правиш, кого браниш и така натаму. Ништо, no comments. Поменувате. Се движам, меѓу нив се движам и се качувам горе до ходникот и веќе го гледам колегата дека од другата страна на вратата е, на една од вратите лево десно, дека тука е и тука е поредениот полицаец. И му викам, тука сум, од оваа страна на вратата, почекај, се екипираме сега за да масата ја истиснеме надвор и да можеме да го извлечеме. И така, и бидна дојде меѓу време. Тоа е колку саат, кој е време? Немате представа? Немам представа колку е, но е по завршување на главните атаци. Но масата е се уште внатре. Ја истиснуваме масата од собранието, многу тешко. Значи доаѓа ЕБР, масата тешко се потиснува и командантот на ЕБР е со мене заедно, бара да употреби шок бомби. Другачи вика, нема да се буткаме со луѓето, вика, морам да употребим шок бомби, бара дозвола. За кратко време добива дозвола, можеш, употребени се шок бомби, флеш бомби и масата полека веќе оди надвор. Што ефект дава те шок бомби? Звучно-светлосен ефект. Значи не е звучен топко вучиш горе, туку звучно-светлосен. Да, звучно-светлосен ефект кој што внесува немирна сигурност и бегаат луѓето од тоа. Полека, спорано полека ги истиснуваме луѓето од собранието и ги затвараме вратите. Сега влегуваме внатре за да видиме кај се нашите луѓе, кај е села. Знаете дека има повреден? Знаеме, значи се добивме меѓу време, сите информации ги добивме. Сите ги имате. И тоа за да пратениците се внатре не евакуирани. Добро, господине. Има и камери во собранието и некој ги гледа веројатно тие камери, гледа кај се луѓето, што се луѓето, претпоставувам сега јас. Ние добиваме информации само од нашите колеги што се внатре. Немате. Не. Значи нашата задача која тргнавме таму беше влезете внатре, разбите е толпата и да се евакуират пратениците и повредениот пратеник села. И повредените полицајци сега што се внатре. Кога ги истиснаме масата, влегуваме во собранието веќе во деловите кај што се нашите луѓе. Повредениот полицаец го гледам дека е окей, дека е добар. Дека не е во животно загрозувачки, но го взимаме, го носиме со нас. Наидуваме на села. Села е легнат во ходникот, на носила. И му се ставени полициски обележи на него, за да ако евентуално треба да се изнесува да биде скриен. Да се претпостави дека е полицаец за да можеме да го изнесеме од дека не е села. Така е.
и други повредени полицајци што беа внатре. Сите се седнати на страна и барат да бидат евакуирани. Влегуваме во просторијата кај што се пратениците, тие во една просторија посебна беа сите и чекат помош за да излезат надвор. Со командантот на ЕБР слегуваме по скалите од тие простори и дојаме во гаражата. И размислуваме по пат. Како ќе ги евакуираме сега? Пред сите влезови има толпа луѓе. Надвор има пред главниот влез, двата влеза према Дом на Арама се полни со луѓе. Влезот што е према Даме Груја, према Градски зид е полн со луѓе. И пред гаражата толпа луѓе. Единствен начин да излеземе од таму е низ гаражата, затоа што ни овозможува да излеземе со возила. Да ги ставите во возило и да... Се друго, не да ги ставиме, него возилата да придат до капијата, ние возила немаме внатре. Него возилата може да придат до капијата и тука најбрзо може да ги ставиме во возила. Сите други влезови барат носење на носила, носење под рака, што е далеку поризично. Ги спуштаме из села со носилата по едни тесни скали, едва го спуштивме до гаража, сите пратеници долу на место и се договараме сега со луѓето надвор да придат со возилата близу према гаражата, колку што можат, бидејќи масата не се трга, а ние најаднаш да ги отвориме вратите од гаража и да употребиме хемиски средства и флеш бомби. За да масата се разбие, како ќе се разбие масата ЕБР со луѓето негови да трне да ја потиснува према градско собрание, а посебната со луѓето што ги имавме десно према статистика. И фактички да отвориме влезот за да возилата придат во гаражата и да ги евакуираме луѓето. И така и бидна. Многу брзо траја припремите, подготовките. Едниот крак кон статистика, вториот треговте градско собрание кон републичко. Кон градска болница, Кон градска болница, добро. Градска болница. Добро. И така и бидна. Значи, штом ги отворивме вратите, веднаш беа спремни хемиските средства и шок бомбите, се изнафрла, луѓето во панично се разбегаа лево-десно, беа расцепени, одвоени, придува возилата од таа страна и прво го товаривме села и тројца повредени колеги кои што беа сериозно повредени и тие заминаа према државна болница. Со возило напред, ги влечеше полициско возило, ги влечеше према државна болница. Према државна болница, таму веќе беше најавено дека дојдат луѓе кои што треба да се прифатат, а претениците со пинцгауери ги споменувам затоа што дел од претеничките што требаше да се евакуират не може да се качат во пинцгауерите. Има проблем со штеклите, со она што има како облека, а второ не знаеа каде одат. Добив наредба од штабот, од човекот што ја координираше целата операција, да на претениците им се каже дека пред да се влезат во пинцовите, во полициските возила, дека не се киднапираат, не се носат некаде, туку евакуацијата се врши со полициска возила и се носат во Ѓорче Петров касарната. Повторно касарната Горче. Значи Во Ѓорче Петров веќе се организира да се прифатат, да се ослободи големата сала за ручење што е и да им се даде нешто сок, едно друго, да се лекарите што се на специјалните единици да ги чекат таму, да ги прегледат, евентуално ако побара некој помош да им се даде, а сите пратеници во меѓувреме додека се движиме према Ѓорче, телефонски можат да си побараат некој што ќе дојде да ги земе од Ѓорче Петров. Значи не се задржани ниту една минута во Ѓорче, повеќе од тоа мимо она што треба. Што треба, значи во рамки на процедурата. И тоа го прифатија претениците, беа известени за таа работа пред да се евакуират, товарени во возила, со полициска придружба, во касата во Ѓорче Петров сместени, и како кој се обезбедуваше превоз, така на капија доаѓаше и си заминуваше. Што правите, например, тогаш со овие резиденцијални објекти, не знам, резиденција на председател, резиденција на премиер и така натаму, живеалиште на спикер на собрание, колку има такви настани? Ги обезбедувате дополнително? Да, дома секако. Има да речеме дојава ке тргнат, тогаш нели беше и власта, завршени изборите, не беше формирана нова влада и така натаму, значи беше многу тензична политичка ситуација, народ на улици и така натаму и така натаму. Затоа ви реков на почетокот, како човек не сум среќен што се учествувале од толку. Не, што се тоа го поминав како полициски службеник. Имаше како професионалец сум исклучиво горд на она што го поминав, но не би сакал помладите колеги да имат такви настани низ кариерата. Господине Треновски, имаше некои најави, да не речам шпекулации, дека дел од масата би влегла во
касарните во Велес или касарните во Прилеп и дека би земале дел од оружјето и дека со тоа оружје би можеле. Имаше такви анализи во рамки на... Не, за 27? За 27. Не, па немаше такви. Да ви кажав, значи, кога беа на станите рачина, луѓето дојдоа во касарната Ѓорче, во Гоце Делчев. Такви работи тогаш не. Немавме такви Немавте информации. за 2017 Не, година. не. Мора да ја вратам јас на 2015 на Диво населје. Има некои работи кои не ги кажав. Ма размислав дека кажувавте за ова, викам, мора тоа да биде кажано. Видите, ако Смилковско езеро не е случајно избран, и Диво населје моментумот не е случајно избран. Ѓорги Иванов, тогаш председател на државата, заминува на воена парада во Москва. Тоа е денот нели на победата над фашизмот во Втората светска војна. Се враќа Ѓорги Иванов од парадата во Москва. Не сте се сретнале со Ѓорги Иванов, не сте го виделе кога е Диво населје, Сашо Мјалков. И средбата се случува во војната академија тука, каде што е СВР Скопје, кој е опремено како Space Shuttle. Не. Тука е конфликтот Ѓорги Иванов и Сашо Мјалков. Не сте биле присутни? Не, немам такви информации. Ѓорги Иванов како председател на држава, во тој период го обезбедуваат други служби, не сме имали никаков контакт со него, нити комуникација, нити во однос на обезбедување, нити во однос на патување, нити во однос на преземање мерки во такви ситуации, сосема други служби го работеа тоа. Мој беше да прашам. Вашо беше да одговорите. И еве саат и 30 минути втор дел на интервјуто, претходно 2 сати и 10 минути. Што може да кажете еве една кариера од 30 години, кој завршува како шеф на сите специјални единици во Република Македонија? Ке заборя да ја прашам, 2023 година го обезбедува самитот на ОПСЕ? Или сте веќе пензија? Не, пензија сум тогаш. Пензија. Значи до 2022 година тоа е еден голем настан, или 2023 година. Што би можеле да кажете, еве да речеме, на крај на ова интервју кој трае повеќе од 3,5 часа? Би сакал за крај да споменам една работа, а тоа е како државата се однесува кон политичките службеници кои што заминуваат во пензија, после пензионирањето. Значи, мора да знаете дека во 2021, 2 и 3 заминаа во пензија некаде околу 2000 полицајци од МВР. Претежно униформирани полицајци и старешини. Што имат поминато разноразни и обуки. Како природен процес на пензионирање? Како природен процес на пензионирање по закон, но како потенцијал кој што државата после тоа не го користи. За разлика од многу европски земји кои што Што те кажете во обука на млади полицајци, на специјални единици, било што, значи единици за брзи интервенции. Тука имаме професии и искуство од различни области. И од делот на сообраќајот, и од делот на организиран криминал, и од делот на специјални единици. Тој потенцијал што го има државата не го користи. Во една прилика со еден пријател од една пријателска држава странска, после пензионирањето се сретнавме и ме прашува каде се ангажиран сега. Кој што беше вклучен во мојата едукација и во обука. Викам никаде. Не, каде се ангажиран сега, кај си со ангажман? Никаде. Вика, никој не ве побара? Не. Никој не ве ангажира за ништо? Не. Но ние сме богата држава. Тој токму тоа и го рече тој. Да, Вие сте многу богата држава. Многу богата држава. Ние вика не сме толку богата, кадрите Си ги користиме. колку заминат во пензија ги користиме. Зошто можат? Она што го спомнавте. Едукацијата, еве сега ќе се отвора средно полициско училиште. Во делот на ракување и употреба на огнено оружје, што е основна алатка на секој полициски службеник. Во делот на луѓето што се пензионирани од делот на крим техника, во делот на обуките за ЈРМ и така натаму. Значи, овој потенцијал што го има државата, не треба повеќе. По 1-2 часа неделно да имаат со тие млади деца, јас сум сигурен дека ќе бидат многу поспремни кои ќе влезат во политичката работа. Спомнете Невски, мислам интервју на Ристо Пенов гледав пред некои месеци пол-два, кога беа локалните избори во Скопје, и тој објаснува како бил изграден овој мостов тука кај Истгейт. Дека долги години од комунизмот во главниот град не биле градени
тој тип на мостови, дека морале некои пензионирани архитекти кои во поранешна Југославија граделе такви мостови да бидат од пензија вратени за да можат вики статика, па како тоа да изгледа, па што да изгледа и така натаму и така. Значи тоа е наука. Васко, не само тоа, значи ние често пати случуваме дека има кадровски проблем. Па сте биле, не знам, па 2001, па сте биле рачунар. Значи, видите, тоа не се учи на полициска академија во Идризо. Значи, често пати слушаме информации дека има проблем. Државата не е само место полициската академија кај што можеме да или средното полициско кај што можеме да бидеме вклучени. Затворската полиција, судската полиција, обезбедувањето на поштите, обезбедувањето на училиштата, обезбедувањето на музеите, на библиотеките, сето она што е државна инфраструктура. Никој не бара помош, а стално се кажува дека нема кадар, нема луѓе, одредени пропусти се случени токму заради тоа што или нема доволно кадар или нема квалитетен кадар. Добре, да прашам. Во овие акции во Грчац учествувавте? Да. Едната ви е пробија. Предметна анализа треба да биде и тоа. Меѓутоа и дел фативте. Македонската полиција после толку време у Грчац влезе. Точно. Како велат, како во Корлеоне или како во Велики Трновац во Србија, тоа се сметаше голем успех на српската полиција, па Марко Ницовиќ смета дека како шеф на белградската полиција влегувањето во Велики Трновац е голем успех во неговата кариера. Да, се влезе во Грчац без некој посебен проблем. И се најде тоа што се најде. Значи, сето тоа е јавно достапно, но покажавме дека нема територија, нема место каде што полицијата не може да влезе. Не постои. Добро, господине Трајновски, кога уча на полициска академија, или вежбате пиштол, вежбате оружје, вежбате полициски техники и така натаму, што е сосема различно од тоа кога ќе учествувате во акција. Спасување, па војна 2001, па Бородец и така натаму и така натаму. Например, никој на факултетот за новинарство не ги учат кога ќе седни соговорник директно во очи да го гледате и дека не треба во ниту еден момент не да го спуштите поглед, туку да енергијата да му сетите дали ќе одговори, нема да одговори така натаму. Како е кога се гледа опасноста во очи? Еве јас мене кога би ме прашале како е кога се гледа на интервју во очи, можам да кажам, но како е кога се гледа опасноста во очи? Дали криминалци, дали учека, дали Ана, дали некои други структури? Не е лесно, но сето тоа се учи и затоа пред малку реков многу е битна обуката. Со тренинг. Тренинг. Значи, она што ќе го научиш во школските клупи, во академските клупи, на било кој факултет за било која професија, е далеку од тоа дека ќе те води и ќе бидеш успешен во професијата доколку немаш континуирана обука. Се да каже дека мора да бидете истренирани до автоматизам, така? И кога ќе дојдете да делувате да не размислувате, бидејќи да размислувате како нели да не бидете погодени, да се заштитите, меѓутоа ако размислувате што ќе ви се случи и тоа не е преку тренинг до автоматизам донесено, тоа веќе ве парализира, не може да делувате. Дефинитивно. Основно нешто што се учи на тие обуки е како полицаец, како полициски службеник е реакција на истрел. Значи што правите прво кога ќе слушнете истрел? Без разлика дали е према вас, према некој друг, дали во близина. Вие што правите, например, еве дома за Нова година некој со плашливец купи, што го неутрализирате таму. Не. Прва работа што треба да се направи е да бидеш безбеден. А за да можеш било што да направиш, треба да преживееш. Значи прво нешто е што треба да се одма ставиш на безбедна локација, на безбедно место, да заземеш заклон. Дури после доаѓа пиштол, пукање, не пукање, реакција и така натаму. Значи, ти може да бидеш супер обучен и истрениран, но за да можеш да командуваш и да постапуваш, треба да си жив. Така. Значи, прво што треба да направиш е да се ставиш во безбедна позиција и отпосте следува реакцијата согласно она што го имаш пред тебе. Првото интервју 1 час и односно 2 часа и 10 минути, второто 1 час и 38-39 минути, значи околу некаде околу 4 часа. За прво интервју или за огнено крстење во ваков тип на емисија, одличен резултат.
Многу работи кажавте, значи јас сум повеќе од задоволен, значи вредеше да ве чекаме 10 години. Тие работи што ние кажавме, ќе кажете некој нов термин, ново интервју, кој ќе може да кажете и тие работи што не се во моментот за кажување пред македонската јавност. 2-3 работи не одговоривте, кој ќе дојде време ќе имаме интервјуи на тие прашања, на тие теми. Фала многу, многу среќа и пензионерски и активни денови во помош на помладите колеги. Ви благодарам, Васко, на интересот ваш што го покажавте за да го реализираме овој интервју и се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Се најдобро. Благодарам. Ово беше втори дел на интервјуто со Бранко Трајановски. Вкупно трае некаде околу 4 часа. Ако не го имате погледнато првиот дел, јас ви препорачувам, топло ви препорачувам да погледнете првиот дел, трае некаде околу 2 часа и 10 минути, вториот трае некаде околу 1 час и 40 минути, вкупно некаде околу 4 часа. Многу работи, ексклузивни работи. За прв пат се кажат во емисијата во Центар. Ново дружење, вонредна политичка анализа, вторник 20 часот и 30 минути, ново интервју недела некаде околу 22 часот. Ако ви се допадна интервјуто со Бранко Трајановски, ви се кажувам ново дружење за 3 или за 7 дена. До тогаш пријатно вечер, Македонијо, каде да си.